Речено сторено е максимата која што времето во последно време не научи дека не многу ја одржуваме во живот, меѓутоа нашите гости ветија и го исполнија она што го ветија, дојдоа се вратија дома во Македонија со златни медали од турнирите во Белград и во Тирана, па Јована ќе ви ги представи гостите кои што во наредните 15 минути ретко се случува јас да представам спортисти. Со задоволство од мојата десна страна Ведрана Туневски, да, до неа Теодор Стојановски и веќе добро познатиот тренер, го знаете, Борче Костовски. Добро утро. За сите тројца ќе ми дозволите со Ведрана да го започнам разговорот. Ведрана се врати од Тирана со злато, победувајќи го светскиот вице шампион. Светски шампион актуелни. Јас како што ми кажам, на така пренесувам. Од збор до збор ќе те молам, јас се подготвив за разговорот. Ајде. Ведрана, како се победува еден таков шампион, познат предходно? Имаше ли некоја трема? Знаеше ли кој ќе биде од другата страна во рингот? Па, јас предпоставував дека ќе биде она, но со многу работев на нејзе, ја анализирав нејзините борби и кога стигнав во финалето бев срекна што се сретнувам пак со нејзе, дека... Дали таа тебе те знаеш? Да, предходно... Тоа е важно. Предходно сум имала 2-3 борби со нејзе, кои што сум била поразена во нив, но сега... Поразо значи уште повеќе работа, за да се добие злато, така? И кое е задоволството сега? Па, сега многу сум задоволна од тоа. Срекна сум што после 2-3 борби ја победив нејзе, дека јас сакав цело време да се сретнам со нејзе повторно, за да можам да ја победам. Да го довршиш недовршеното, може така. Да, и да освоиш златен медал. Го прашав тренерот, извини, те молам, го прашав тренерот и навистина го забележувам тоа, не се само тие првите теквондисти кои што сте ни ги донеле тука и со кои што сме разговарале, дали во студиото, дали надвор од студиото, и забележувам една таква смиреност секогаш во говорот. Некој посебен мир, некое посебно воздржување, воспитување, што се опфаќа тренингот и спремањето на еден спортист. Добро сте од ваков ранг. Добро сте заприметиле и тоа е баш изразено во борешките спортови, односно би додал во олимписките борешки спортови како теквондо и како џудо, каде што самиот тренажен процес прави, како претходно што ви кажав, ви се допадна реченицата, значи една алхемија на духот на спортистот и го прави спортистот, односно човекот да биде тоа што е вистински човек, значи да се одликува со една скромност, смиреност, со промисленост во своите дела и постапки и се што прави да биде во склоп со тоа што колку направил напор за истата ситуација, толку и да очекува. Значи самиот момент прави баланс во неговите постапки и мисловните процеси што ги има. Таа идејата да се биде пример и професионално и лично, така и кога ќе се представи? Така е, така е. Особено денес во оваа една хипокризија на општество каде што владеат некои неморални моменти од типот на турбофолко или што знам како да кажам, да не навредам некој. Добар пример би било сепак Дејан Ѓоргиевски и спортистите налик на него да бидат пример на нашите деца и идни поколени. А налик на Дејан Ѓоргиевски е сигурно Теодор Стојановски, 181 сантиметар висок, е колку, 15 години полни? 14, добро. Браво. Значи 15-та година од твојот живот е во тека, веќе имаш златен медал, може да претпоставиме само што ќе се случи и колку ќе биде колекцијата на 30 години, дај Боже да ти трае кариерата, инаку највисок си од сите нас, па дури повисок и од Јована кога е на подпетици, така што ете, и тука си во нешто прв, чисто да те расположиме во воведот во разговорот. Теодор, ова е олимписки спорт, и многу деца, вие сте се уште деца, да, многу деца на ваша возраст сонуваат да освојат злато, сонуваат да учествуваат на Олимписките игри, па еве ти првиот чекор го направи, освојуваш златен медал на еден турнир силен во Белград. Овие турнири во олимписките спортови се турнири на кои што доаѓа кремот, доаѓаат најдобрите надпреварувачи. Нема втор турнир, трет и така натаму, туку на сите турнири се најдобрите надпреварувачи. Како ти го доживеа златото во Белград? Па
беше како првото злато претходно во Ниш ми беше како повеќе се израдував на него, но второто сега веќе се научи дека второто веќе не бев толку радосен. Дојдов за тоа. И имаше повеќе вакви силни турнири, некај 8 турнири оваа година и мислев дека тука на последниве турнири пред Европското треба да се покажеме. Она што Борче не радува нас спортските работници е очекував да освојам злато. Тоа е менување на ДНК кодот на... Ја запаметивме таа ваша реченица, ни остана. Да. Очекуваме. Очекувано освоено злато. Тоа е она што најмногу не радува. Како да се доведе во еден таков психолошки стадиум еден спортист? Па, најпрво, како Мирато па што кажам, не би се согласил со вас, исто и овој пат не би се согласил, затоа што ние се враќаме на правобитната состојба на нас, македонците. Ние, македонците, правобитно сме победници пред се. Тоа што сега во овој период се одигрува со нас и се случува и не носи девизата да учествуваме само и да бидеме присутни таму, тоа не е вистинското ДНК наше. Директен одговор на вашето прашање, што треба да се припреми спортистот за да сака да биде најдобар, најпрвин треба да самиот да поверува во тоа дека може да биде најдобар. Тоа е првата работа. Втората работа, да неговиот дух го слегне и го стави во процес, во тренажен процес и се наслони комплетно на самиот тренажен процес. Односно, неговото его, неговото битие, се што содействува сам со себе, без разлика што се они деца, знаат да го стават во едно течение на тренажен процес, што во комбинација работа и самодоверба, и да се знаат кои се секако, знаат они колку искочат дека првенствено таму ги застапуваат боите на Македонија и се македонци. И тоа е самото по себе доволно за нашите спортисти да бидат најдобри што може да бидат први сами со себе, а секако би било нескромно, овој спорт е компетитивен и имаме противник пред себе, нашата цел е да бидеме подобри од нашите противници. Понекогаш за да го добиеш вистинскиот одговор треба да го поставиш најнелогичното прашање, или за да го испровоцираш најдоброто од саговорникот. Успеавме и минатиот пат. Тоа добро ви оди. Само би сакал додадоме на работа за спортската јавност да знае. Пред нас стојат двајца кадети. Ведрана Туневски е моментално петопласирана на ранглистата, на официјалната ранглиста. Теодор Стојановски е моментално второпласиран на официјалната ранглиста и тоа се најдобри пласмани што сме ги имали ние како Македонија во олимписки спорт во кадетска конкуренција до сега. Истите тие се подобни позиции, добри основи за европското првенство кое што ќе биде сега во Албанија во почетокот на ноември, да можеме да се позиционираме подобро и со Господ напред да дојдеме повторно во вашето студио со медалија таму. И знам дека ќе дојдете. Здраве. Колку е важно во овие години да се стекне таа дисциплина спортска дисциплина која што е потребна за понатаму. Веројатно и се согласите со мене дека тие се критичните години кога најмногу треба да се задржи спортистот на својата желба, волја, на своите идеали за да може заеднички да ги градите. Еве од една страна како тренер, од друга страна ќе ги прашаме и Ведрана и Теодор што подразбира нивната спортска дисциплина, и со Ведрана ќе започнеме. Па спортска дисциплина е значи многу работа, многу тренинзи. Немам време многу да излегувам нели надвор. И со школа пробувам да задржувам, да учам после школа, да ги научам лекциите. Исто така и исхраната тука влегува. Што многу важен сегмент, не го спомнуваме, да, браво. Да, но работата и тренинзите, дисциплината, смиреноста треба да се на повисоко ниво за такви успеси. Да, и треба се работи на нив, Теодор? Па редовни тренинзи и за да задржиме исхраната треба. За да држите формата треба да внимавате на исхраната. Точно и тренерот тука ќе надополни нешто. Само да го прашам, да го допрашам, Теодор, кажи ми, досега си спарингувал со Дејан Георгиевски? Па, мислам дека на тренинг, кога јуниорите не биле на тренинг, може би некогаш сум правил. Им дозволувате понекогаш. Добро. Да. Па нели? Да се стекува. Треба да спарингуваш со Така. Надополнете не вие. Видите, малку е полесен нивниот пат, трасиране веќе. Значи во сала имаат еден од најдобрите теквондисти во историја на теквондо спортот во светски рамки.
го имаат најдобриот спортист во историја на независна Македонија. И сега они доволно е што дишат ист воздух со него, тоа ги прави да бидат малце посвесни, поосетливи на темата што е спорт, што е врвен спорт и што ги чека. А инаку дисциплината секако е основа на се, па така и на спортот. Дисциплината би била одлука помеѓу две работи. Што во моментот сакаш и што ти е планот вистински. Тоа е тоа. Сега, ако имаат они дистракција, спортистите, не само теквондистите или било кој друг, ако дистракцијата ги носи ноќен живот, неубави работи, пороци, тоа сакам да кажам, неубави работи, а тоа е поразително во нашето друштво моментално. Не би сакал бројки да изнесувам, затоа предостапни се пороците. Предостапни и за жал тоа е поразително. Значи тоа колку е тоа, мислам дека ќе се изненади јавноста, јас работам со младинска популација. Страшно што ни се случи и мора да станеме на пат на сето тоа, а единствен начин според мене, односно два начина има. Еден начин е спортот, другиот начин е запознавање на верата. Добро, 9:33 е некаде, непосредно пред крајот, пред финишот на емисијата сме да заклучиме дека ќе останете дисциплинирани, така? Ќе останете на вистинскиот пат? Ќе ни ветите? Ние со тренерот се договоривме дека пак ќе дојдете. златни медали, ветете ни дека ќе останете дисциплинирани и посветени, само тоа. Да, веќе. Да, не само на спортот, туку воопшто во животот станете подобри, најдобри, веќе сте подобри, станете најдобри млади луѓе, бидејќи вам ви го оставаме тоа што ние го чуваме и го градиме. Така е, тренеру? Така, градењето на личност е основен императив на секој тренер, би требало така да биде. Значи не може секој да биде светски олимписки шампион, и не може да биде секој, но секој може да биде добар човек и подобра верзија од сам себе. Тоа е основата кога некој ќе влезе во сала и на секој родител првин тоа му го кажам. Значи тука е твоето дете за да се развива и да расте правилно, физички, психички, а после се останато. После останато со Божја помош стигаат и врвни резултати. Благодариме, се гледаме повторно. Да, Теодор Стојановски и Ведрана Туневски, благодариме. Фала ви. Ми беше задоволство.